Никој не може да си замине од островот. Островот е космос во ореова лушпа, каде што звездите спијат во тревата под снегот. Токму со овие убави зборови почнува романот Невидливите од норвешкиот писател Рој Јакобсен. Еден од последните романи што ги прочитав и за кој што сметам дека треба да се сними видео, да се направи една рецензија. Рој Јакобсен има повеќе романи напишано, не сум сигурен дека има нешто од него на македонски. Овој роман Невидливите се смета за еден од неговите најдобри романи или за негов најпопуларен и најдобар роман, кај нас издаден од издавачката куќа Art Connect и лани во 2019 година и преводот од норвешки на Искра Бадева Ивановска. Почнав со зборовите дека никој не си заминува од еден остров и дека космосот е дека островот е како космос собран во една ореова лушпа и токму за тоа станува збор, значи станува збор за за едно семејство, за 5 луѓе на самиот почеток кои што живеат на еден од оние мали островчиња и илјадници островчиња покрај норвешкото крајбрежје. Тоа е едно островче километар во должина, 500 метри во ширина, во близина на арктичкиот круг, каде што живеат Ханс со својата сопруга Марија, нивната ќерка Ингрид, која што на почетокот на романот има 3 години, таткото на Ханс, Мартин, кој што веќе е човек во години и на некој начин го има предадено раководењето со островот и веќе не е глава на островот, туку го има предадено тоа на неговиот син Ханс, и сестрата на Ханс, Барбара, која што единствена од сите браќа и сестри не заминала, него напуштила островот и токму меѓутоа затоа што има одредени душевни проблеми и веројатно не е способна да живее надвор сама. Го гледаме ова семејство кое што живее, го гледаме на тој остров, мал остров, тие се господари на островот, живеат едноставно обидувајќи се да имаат, да преживеат и да имаат соживот со морето и со временските услови, со природата, со самиот остров. Интересно е што интересни се два моменти во романов. Интересен момент е времето. Времето како хронолошко време, затоа што не знаеме кога се случува действието на романот, предпоставуваме дека според некои работи дека станува збор за почетокот на 20-тиот век. Има една вонвременска димензија во таа смисла. Од друга страна го имаме времето како временски услови, ги гледаме овие луѓе кои што тотално зависат од временските услови, кои што се сурови, се непредвидливи и пишува Јакобсен вели секоја зима почнуваше со бура, со силна бура и едноставно доаѓа бура која што го оковува островот со снег, со мраз и подоцна тоа трае со месеци, ја знаеме дека тие арктички поларни зими или горе во близина на арктичкиот круг, дека речиси половина година најсилна светлина во денот од она што ќе го добијате некој си самрак, некој си светлина како што има на самрак или на разданување и гледаме едноставно кога ќе почне зимата тие се почнуваат, а Ханс заминува со други рибари, со други риболовци да помине неколку месеци во тешка работа и риболов на кај островите Лофотен и ги гледаме како другите останатите од семејството влегуваат во таа монотонија, во тоа преживување во тие зимски мрачни месеци. Едноставно самотност, осаменост и преживување. Значи, иако стилот на Јакобсен е многу, значи, неговиот јазик е многу едноставен, е многу економичен со јазикот и стилот е многу едноставен и мислам дека познавајќи го малку норвешкиот дух и стилот и животот во тие северни делови и иако ме потсети ова на овој роман на плодовите на земјата од култниот писател Кнут Хамсун, каде што за разлика од другите негови романи, тука почнува со една сцена каде што еден човек со секира во рака тргнува кон планината, едноставно и осамено оди почнува со едно изсечено дрво, со една колиба, со штала, со едно животно и градејќи го животот бавно, постепено освојувајќи ја природата и едноставно
обидувајќи се да биде во соживот со таа природа и со тие услови таму. И имаше од таа бавност, од таа постепеност и во овој роман, значи секој поглавје е со едноставен јазик напишано, меѓутоа не беше, романот беше доволно имаше совршено темпо за мене за да ми го задржи вниманието. Не беше премногу бавен, не беше ни премногу брз. Секоја поглавје како нова филмска сцена, времето некогаш поминува од една сцена до друга, од една поглавје, од една глава до друга, еден ден поминало, некогаш поминале месеци, некогаш поминала една година. И гледаме како овие луѓе живеат на тој остров, единствен контакт со копното им е чун, бродче, веслање или користење едро во еден правец по неколку часа, друг правец неколку часа, таму е црквата, пазарот, таму е свештеникот, училиштето и тоа е нивната комуникација со останатиот свет. Од друга страна можеме да го гледаме овој роман како одреден вид на Bildungsroman, каде што гледаме растењето на тоа девојче, ќерката на Ханс и Марија, ја гледаме Ингрид, која што ја гледаме на почетокот на 3-годишна возраст, воодушевена од нејзиниот татко, стално уживајќи на тој остров и гледаме што ќе се случува понатаму, додека таа расте и како еден ден таа ќе на некој начин ќе стане одговорна за тој остров многу подоцна. Има одрен, како што кажав, темпото е не е премногу брзо, бавно е, можеби на некои луѓе тоа не им се допаѓа и знаеме дека и скандинавците имаат сцена на трилери, на мистерии, на крими трилери, цела сцена изградија во последниве години, меѓутоа ова е тотално не е таков роман. И мислам дека некојаш не знам зошто веројатно дали сакаме да избегнеме од секојдневието и од монотоноста на животот и не интересираат пресврти, мистерии, трилери и го бараме тоа во романите, иако знаеме дека животот најчесто секојдневието и монотоноста на животот знае да биде монотон и секојдневието да не е воопшто возбудливо. Меѓутоа за овие луѓе можеби секојдневието не е возбудливо, меѓутоа кај нив има една димензија на дека тие зависат буквално, зависат од временските услови, зависат и од морето, зависат од тој остров, од тоа почва на тој остров. И мене навистина ме се допадна тоа. Можеби очекував, не знам зошто потајно, можеби мислев дека на крај писателот на самиот крај, затоа што некои писатели знаат тоа го направат, ќе направи некаков пресврт, некоја случка ќе се случи кој што ќе ги преврти работите наопаку, не го направи тој, благодарен сум за тоа. Значи се случуваат одредени пресврти, одредени важни моменти во животот на луѓето на овој остров, меѓутоа тоа не е напишано со длабоки описи и премногу драма. Иако јазикот на, како што кажав, на Јакобсен е економичен, сепак тој дава едни многу убави описи на промените на временските услови, како бојата на морето, како облаците кои што надоаѓаат, реакцијата на птиците и се она што се случува на островот. И бавен е, едноставен е романот, меѓутоа според мене е еден од оние романи што ви остануваат во мислите и мене ми се допадна, можеби не е за секого, можеби нема на секого да му се допадне, меѓутоа јас сепак ќе кажам дека давам позитивна оценка и ми се допадна овој роман. Ви го препорачувам, мислам дека нема да сгрешите ако го прочитате, значи тоа е романот Невидливите од Рој Јакобсен. Така што читајте добри книги, држете се, уживајте. Ќе следат и некои видеа со класици, очекувајте добри класици и се гледаме со нова рецензија. Чао, чао!